Вработени и директори од виничките основни и средни училишта на средба со градоначалникот Дончев се изјаснија против штрајк во образованието и културата. Дека ги прифаќаме ставовите, барањата на СОНК, ама не на овој начин со прекинет. Оставаме СОНК да преговара, така да продолжат преговорите, да се договарат во интерес на сите нас, ама не е начинот со прекина настава. Ова значи дека второто полугодие во Виница ќе започне нормално. Се очекува во вторник училиштата да си почнат со редовна настава, а институциите од културата и детските градинки со според редовните програми и планови за работа. Само уште еден апел до сите ученици во основните и во средното училиште дека во вторник нивните професори и наставници ќе ги очекуваат на настава. Освен Виница, со соопштенија во врска со најавениот штрајк во образованието излегоа и од Делчево и Македонска Каменица. Најдобро е наставно-научниот процеси за учениците и за наставниците да продолжи по распустот, бидејќи сите услови за безпрекорно функционирање на наставата се обезбедени. Стои во соопштението од општина Делчево. Ниту еден од просветните работници вработени во училиштата во Македонска Каменица нема да се огласи на најавениот штрајк на СОНК. Каменичките основци и средношколци навреме ќе ја почнат наставата во второто полугодие. Истакнуваат од општина Македонска Каменица. Со сличен став, предходно веќе излегоа наставници од Штип, Пробиштип, Свети Николе и Радовиш. Сакаме да ви информираме дека основците, средношколците и малите дечиња од градинките во Радовиш нема да бидат жртви на политиките за остварување на личните цели и амбиции на актуелното раководство на СОНК. Ние наставниците треба да бидеме нераскинлива алка за доброто и иднината на нашите деца. Што ова ќе значи ќе се знае веќе во вторник, кога треба да започне второто полугодие. Колку наставници ќе ги земат дневниците и ќе отидат на настава, а колку ќе застанат на страната на СОНК и ќе останат во канцелариите, најдобро ќе се види тогаш.